На Меѓународниот ден на шумите 21 март, рудникот Саса потпиша меморандум со Шумарскиот факултет од Скопје за долгорочна соработка. Истата е во насока на реализација на активности од областа на животната средина, од типот на производство на растителен саден материјал, пошумување на јаловишта и голини, одгледување, нега и заштита на пошумени насади и научни истражувања. Со меморандумот двете страни се договорија да формираат расадник во сопственост на рудникот Саса за производство на шумски саден материјал. Сите финансиски средства за реализација на договореното, вклучувајќи ја изградбата и одржувањето на расадникот, ги обезбедува рудникот. Со дел од садниците кои ќе бидат одгледани во расадникот ќе биде пошумено досегашното јаловиште на рудникот, со што обезбедуваме овој терен целосно да се врати во својата природна форма. Останатите садници ќе бидат наменети за пошумување на голите ридови во поширокиот регион, што ќе влијае на намалување на ерозијата на земјиштето и појавата на одрани кои предизвикуваат чести проблеми во овие краеви. Токму планското пошумување е еден од приоритетните решенија за 16 најгорливи еколошки точки, идентификувани од страна на граѓанските организации и владата, и затоа сме многу задоволни доколку со оваа инвестиција придонесуваме кон решавање на овие состојби. Изјави генералниот директор на рудникот Саса Нил Стивенсон. Покрај стручната подрачка во изградба и одржување на новиот расадник, Шумарскиот факултет ќе изврши теоретска и теренска обука на персоналот на рудникот Саса, за тоа како ефикасно да се врши пошумувањето на јаловиштето и ерозивните површини во регионот. Воспоставувањето на соработката меѓу рудникот Саса и Шумарскиот факултет на Долкрок ќе придонесе за пошумување на значајни површини во источниот дел од земјата. Инаку, токму за идејата на овој проект, како и за сите досегашни активности во доменот на заштитата на животната средина, рудникот Саса го доби годишното признание најдоброто од Истокот, што го доделува Сдруженијето на новинари на Македонија, регионален центар Исток.